Оваа вечер ќе слушнеме убави животни приказни и ќе видиме уште еднаш сведоци дека храбрите жени умеа да го сменат светот. И оваа година, втора поред, во организација на Сдруженијето Ахема Умко и модната куќа Елена Лукова. Вечерва ќе запознаете 22 исклучителни жени. Сите тие еднаш ја слушнаа реченицата што ги дели напред и потоа. Еден збор, една обична реченица што ги подели напред и потоа. Една диагноза и светот за момент запрем. Се плашеа, се кршеа тивко, се затвараа во бање во својот гнев, во нивните откажувања, затоа што никој не умееше да ги види нивните солзи кои што и не побарале дозвола да капнат. Овие жени што ќе ги видите вечерва не се модели само заради тоа што носат убави креации. Тие се модели затоа што преживеале, затоа што сакале и тогаш кога биле скршени, затоа што останале да бидат мајки, сопруги, кирки, сестри, баби и кога телото им било најуморно, а душата во битка. Нивните тела носат лузни, но нивниот материјал е посилен од челик, потраен од времето. Секој нивни чекор е доказ дека животот не се предава така лесно. Вечерва се овде да бидат препознаени, да бидат кадар за победа на она што не успеало да ги избрише. И ова не е само нивна ревија на облека, ова е ревија на животот. Тие нема да чекорат на обична писта, туку чекорат по собствената историја. И да, имаше моменти кога духот паѓаше, кога телото снеможуваше, кога косата паѓаше, кога огледалото не ги препознаваше, кога надежта паѓаше. Но знаете што никогаш не падна? Љубовта. Љубовта кон децата што ги чекаа дома, љубовта кон родителите, кон сопрузите, кон семејството, љубовта кон животот, кои не сакаа да го пуштат, а ги болеше телото, ги боли борбата и сепак стојат исправени. Не затоа што им е страв, туку затоа што храбро чекорат низ стравот. Вечерва ќе ги видите во фустани од свила, кадифе, чипка, но нивната кожа носи нешто поскапо цено. Лузни, што не бараат сожалување, туку бараат почит. Ова се жени што ја победија осаменоста, тишината, живот што одбил да умре. Храброста е нивното лице и ова е моментот кога целиот свет треба да стане и да им каже: ве гледаме, ве слушаме, вие победувате. Пред да поканам прекрасната дама, сакам само да ви раскажам, бидејќи раскажуваме убави приказни, ние се знаеме уште од детството. Мојата куќа со нејзината зграда беше на Карше, јас во Влаета во Нерези. Ја знаевме како една убава балерина, која што предпоставувам ќе беше многу успешна на сцената, но тоа ќе беше сцена за елита, сепак одлучи да ги забавува широките народни маси и убавата македонска народна песна да ја шири во светот. И тогаш беше хумана и сега е исто така хумана. Ја поканува Милица Тусмановска, подпредседател на Ахема Умко, да ве поздрави. Добро вечер, драги гости. Особено големо задоволство ми е што ве гледаме во толку голем број. Морам да бидам искрен да кажам дека подготвував некој говор, меѓутоа никогаш не е така како што планираш. Срцето зборува секогаш друго. Благодарам на сите прекрасни дами членови од нашето здружение кои што дојдоа да дадат поддршка на сопругите на екселенциите на нашите почитувани доктори и на сите оние кои што се дел од оваа приказна, односно семејствата на нашите членови. Ве молам, аплаудирајте гласно оваа вечер. Бидејќи вечерва ја славиме убавината, ја славиме надежта, го славиме животот и во секој чекор на овие жени кои што ќе ги видите и кои што ќе се представат во прекрасните креации, видете една борба која што не престанала и која што продолжува
заедно со сите нас како поддршка. Би сакала да ја поканам Ана Марјановиќ. Ние веќе една без друга не можеме, тука е нашата председателка Лидија Пецова, на која не ја дозволуваме да зборува на англиски овој пат. Ана ќе ве поздрави и ќе каже нешто убаво вечера. Ана година кога требаше да биде манекенка на оваа ревија, кога излегов на бината, првото нешто што го помислив е дека сакам да бидам на местото на Или и да зборувам, бидејќи тоа ми доаѓа некако многу поприродно него одењето и манекенството. Овие жени кои што ќе ги видите денеска имаат посебна храброст во нив. Но денеска се тука да покажат дека нема нешто што на една жена може да ја одземе убавината, секси пилот и самодовербата и дека без оглед на болеста со која било која жена се соочува во текот на животот, на незиното лице, во незиниот глас, најчесто никој освен најблиските не може да го познае тоа. Ќе ве замолам да бидете гласни, да ги поддржите, да им дадете доколку им е потребна храброст, иако верувам дека тоа не е нешто кое што им недостасува на овие жени, да ја славиме убавината, да ја славиме жената и да се надеваме дека машкиот дел од граѓаните во Република Македонија ќе бидат измотивирани од овие жени за во иднина да зборуваат повеќе и за нивното здравје и за тоа како тие се соочуваат со било која болест, со било кој предизвик. Уште еднаш ви благодариме што дојдовте и мислам дека можеме да започнеме. А сега да ги поздравиме и помагателите на сите учесници вечерва, благодарност до Аура Македонија за палетата производи, кои што навистина ќе видите донесоа светлина и зора на лицата на нашите модели. Голема благодарност и до вештите раце на учениците од Средното стручно училиште Димитар Влахов. Не знаете каква е убава атмосферата зад сцената во бекстејдж. Ова се млади девојчиња и по некој момче кои што на вистина се вистински професионалци. Би сакала да се заблагодарам и на професорката Ферихан Махмуд Кека, која што ги обучи овие ученици, како и до Елизабета Савева. Halo Beauty, представник за SQT Македонија, иновативна регенеративна козметика, која што ќе им подели на сите учесници вечерва ваучери. И сега е време за она сите што го сакаме да ги видиме нашите храбри жени, нашите вечерасни модели. Викторија Блажевска има 25 години, родена е во Велес. Вистинско чувство на пријателство и припадност го пронаоѓа токму во ова здружение, каде што сватила колкава моќ има заедништвото и како малите искрени дела може да донесат големи промени. Со радост е дел од оваа иницијатива што обединува луѓе со срце и искрена желба да помагаат. Викторија носи модел, елегантен црн костум од новата колекција на Елена Лука. Можеш да повелеш? Викторија го крши мразот, елегантен црн костум од новата колекција на Елена Лука со прецизен крој, со современа изголжена силуета, како што може да забележите, сакото има двередни копчиња, чисти линии, делува моќно софистицирано, додека панталоните даваат чувство на лесноте и баланс. Костумот остава впечаток на самодоверба, стил и безвремена елеганција. Да поздравим уште еднаш Викторија Блажевска. На сцената веќе ќе ја видиме Весна Серафимовска. Весна е пензионер, горда мајка на два прекрасни сина, Владко и Златко. Предпоставувам веќе се во публиката, позитивна, отворена. Погледнете, носи елегантен темно-зелен костим со класичен структуриран крој. Можете да повелете на пистата. Структуриран крој кој што делува моќно, безвремено,
Сакото има двоен ред копчиња и јасно дефинирани линии, дава сериозност и стабилност на силуетата, додека панталоните со права форма создаваат уреден и балансиран изглед. Белата кошула, како што гледате, има чист крој, свежина и софистициран контраст. Малку ни брзаат моделите, ќе ги замолам да се движат за да можеме повеќе да аплаудираме. Ја поздравуваме Андријана Серафимовска. Андријана има 28 години, а веќе животно искуство кое што не ја запрело. Ја обликувало во личност со јасна мисија и силно чувство за одговорност кон заедницата. Својата лична борба ја претвара во мотивација да им биде поддршка на другите, особено на децата кои се соочуваат со истата оваа диагноза. 7 години активен волонтер во САНО, каде што големата посветеност и емпатија работи на подобрување на квалитетот на животот на децата со канцер и нивните семејства. Вечерва, како што гледате, носи елегантен црвен костум, исто така од новата колекција на Елена Лука со модерен крој, печатлива боја што зрачи да модореба и сила. Сакото, како што гледате, е прецизно обликувано, чисти линии, ја нагласуваат силуетата, додека широките панталони даваат современ, софистициран баланс. Остани уште малку да аплаудираме, па бидејќи Андријана остава силен, моден впечаток, смел, женствен и совршен за оние што сакаат да се истакнат. На сцената ја покануваме Неделка Чучковска. Таа има 37 години. Родена е во Кратово, веќе 13 години живее во Скопје. Незината состојба ја обликувала во силна, упорна и истрајна личност. Таа е заљубена во технологијата и музиката, дружелюбива по природа и секогаш отворена за нови искуства и доживувања. Неделка носи елегантен црвен костум со класичен крој, софистицирана линија, што остава силен печат. Повелете на писта да ве видат и останатите. Неделка може да зачекорите на пистата, да ве видат и другиот дел од пистата. Самоуверена, како што е практично и сакото со прецизно обликувано, лесно ги следи телото, додека панталоните даваат уреден, балансиран изглед, а црната кошула, суптилен текстурен детал, внесува длабочина и контраст, заокружувајќи го комплетот со доза на елегантна женственост и современ стил. Неделка Чучкучовска. На сцената треба да ја видиме Катерина Цаневска-Арсовска. Јас ја познавам уште од дете, од детската радиодрама. Мене ми била идол и се уште ми е како новинар и лик од малите екрани. Магистер по право, цел живот борец за правда, а сега активност продолжува како советник во град Скопје. Мајка на една Маја и горда баба на Тино и Јана. Пред 2 години лекарите отпиша, но борецот, како неа не се продава, кате повели на сцената, не премолчува, ги сака дружбите и животот. Кате носи елегантен црн фустан во раскошни карнери, кои што му даваат динамика, софистициран карактер, обликуван горен дел со суптилен V израз и долги ракави, баланс помеѓу романтика и елегација. Слоевитото здолниште внесува леснотија и женствено движење. Фустанот е безвремен избор за свечени пригоди, вечери и посебни моменти. Под реден број 6 настапува Сузе Ставровска. Рано останала млада вдовица, а животот не ја галел, денес е пензионерка, повеќе од 40 години работела како готвачка, професија што извршувала со многу голема посветеност и труд. Жена која што силно верува во животот, дури и тогаш кога тој носи навистина тешки предизвици, верувајќи дека лекот е победата. Незиното семејство, мајка е на ќерка и син, горда баба на една прекрасна внука и уште 2 внучиња. Ќе видиме, Сузе веќе е на сцената на писта, носи елегантен фустан во сина нијанса, класичен женствен крој кој што убаво ја следи силуетата. Погледнете, горниот дел е нежно преклопен со V изрез, дава елеганција, а лесните прозирни ракави внесуваат мекост, софистициран изглед. Декоративен детал во прегледот на струкот со навистина убав сјај кој што го нагласува струкот. Сузе Ставровска беше.
Очекуваме да ни се придружи Бисерка. Бисерка има 76 години. Ни животот носи многу предизвици. Мислам сите ќе станат бидејќи пред 6,5 години судбината го приреди најболниот, најтешкиот предизвик во незиниот живот. Незиниот сопруг починал од рак на белите дробови, а само за 30 дена по неговата смрт кај неа беше диагностициран рак на дојка. Но со помош на своите деца кои денес се возрастни остварени личности, син, татко на 2 прекрасни ќерки и ќерка која што цело време беше заедно со неа, погледнете, таа успеа да застане, да се крене на нозе и вечерва да биде најхрабра од сите. Носи елегантен фустан од меко црно кадифе, кој што зрачи со раскош, безвремена софистицираност. Горниот дел од чиста, едноставна линија создава достоинствен изглед, додека долниот дел е збогатен со фина француска чипка што дава леснотија, нежност и префинет контраст. Комбинацијата на оваа богата текстура на кадифе, деликатна чипка, му дава на фистанот свечен карактер и суптилна елеганција. Ама Бисерка умее тоа да го носи прекрасно. Очекуваме на сцената да ни се придружи Сонја Ивчевска, сопруга, мајка на своите 2 ќерки Александра и Андријана, инаку по професија е медицинска сестра. Ја сака природата во сите нејзини облици, активно се занимава со планинарење и пливање. Незиното животно мото е да се живее со цело срце и душа. Сонја носи елегантен сатенски фустан со впечатлив црно-бел принт, повелете на пистата. Внесува современ и софистициран карактер, а нежниот сјај на сатенот создава луксузно чувство. Тенките прерамки и деликатна чипка во горниот дел создаваат женствена префинета нота и лесен течен пат на материјалот со незиното елегантно одење. Благодарам што и вие сте дел од оваа прекрасна вечер. Да ја поздравиме Марија Савевска, 23 години. Лице со церебрална парализа, активист и поддржуваш на хуманитарни настани, борец за инклузија на лицата со попреченост во општеството. Сакам само да ви кажам уште нешто што е многу важно за неа. Сака танц, сака пеење, член е на инклузивната група во танцовото студио Еурека и носител на главната улога на првата инклузивна представа Пепелашка. Ова е нашата Пепелашка вечерва. Мојата подршка, вели, за онколошките пациенти нема да заврши овде, туку ќе продолжи понатаму, бидејќи мојот следен чекор е да донирам мојата коса за изработка на перека. Погледнете, Марија носи еден прекрасен, елегантен, плишен фустан со фини светки кои што суптилно ги сваќаат светлото и му даваат луксузен сјај, мека текстура на плиш, богат софистициран изглед. Секако ова е нашата вечерашна Пепелашка без принцот и незе принц не е потребен. Марија Савевска. Дафинка Лазарова Стаменковска. Дафинка има 52 години, таа е мајка на Лазар и Евдокија, сопруга на Венцо, кој што е најголемата поддршка во незиниот живот. Инаку по професија е наставник по ликовно образование, во слободното време посветен креативец, со голема љубов декорира торти, колачи. Вечерва ја гледате во елегантен фустан од меко црно кадифе, со едноставен, но софистициран крој. Материјалот нежно паѓа, гледате дека во пределот на струкот има декоративно копче, ја нагласува силуетата, долги ракави и чиста линија, една безвремена елеганција. Благодарам, Дафинка. На сцената ќе ја видиме Христина Просковска. Има 51 година и е мајка на 2 деца, Софија и Филип. Инаку по професија е книговодител. Таа инвалидски пензионер со својот живот го посветил на хумана и значајна област борба на правата на лицата со попреченост,
Активно членува во Мобилно Скопје и во Националното координативно тело при владата на Република Македонија. Горда е на своето семејство, блиските пријатели, познаници. Живее според девизата која гордо ја следи: немам се што сакам, но сакам се што имам. Ќе погледнеме преубавата Кристина, која што носи елегантен брокатен фустан во раскошна текстура, суптилен металик сјај, кој што веднаш привлекува внимание. Горниот дел има V-израз, женствено обликуван, ја нагласува линијата на деколтето, додека струкот е прецизно дефиниран за незината убава силуета. Здолништето дава еден убав драматичен израз. Еве уште еднаш нашата храбра Кристина, која што ги направи сите напори вечерва да се исправи вечерва пред вас, за да блесне во овој преубав модел. Затоа велам, ова се нашите хероини. Теодора Трајковска-Лузевска. Има 27 години. Само да почекаме малку. Ова браво беше упатено уште еднаш за нашата преубава принцеза. Теодора Трајковска-Лузевска. Има 27 години, по професија е графички дизајнер. Покрај професионалната кариера посветена е на давање подршка на децата и нивните семејства кои се соочуваат со канцер или добиле битката со него. Се труди да внесува надеж и позитивна енергија во нивните животи. Ужива во кафе средбите со пријателите и практикување пилатес. Теодора ќе ја видиме на сцената, носи еден раскошен, убав свечен фустан со шампањ нијанса, изработен со богати везови кои што создаваат впечатлив, луксузен изглед. Горниот дел има висок врат, долги ракави, незината елеганција и префинетост и прилепена силуета ја нагласува преубавата фигура на прекрасната Теодора. Жанета Јосифовска. Ева Жане, жена, сопруга, мајка, горда баба на Андреа, Дамјан, Анастасија и Горјан. 7 години е дел од својот животен круг како онколошки пациент во групата на не многу гласни, тивки, но упорни силни луѓе. Жанета, како што гледате, носи модел. Повелете на сцена. Еден гламурозен, долг, црн фустан што создава раскошен свечен сјај, асиметричност со откриено рамо кое што дава доза на драматичност и модерна елеганција. Нагласениот струк ја истакнува силуетата, а долгиот течен пат на фустанот му дава величествен изглед при движењето. Величествена е и нашата Жане вечерва. Олга Костовска. Има 55 години, онколошка пациентка со силна вера, со позитивна мисла и подршка од околината дека се може да се преброди. Таа е жена со карактер која што не се предава лесно. Сопруга и мајка на 2 ќерки, незината битка со болеста започна 2021, а 2024 доживеа рецидив. Олга е личност со многу позитивна мисла, секогаш гледа само напред и никогаш не се откажува од борбата. Погледнете го овој материјал во лаванда нијанса, изработен од лесен воздушен материјал што паѓа меко, грациозно, горниот дел на V-изрез, фино драпирање, што истакнува линијата на деколтето, додека долгите ракави создаваат романтична и свечена нота. Сребрениот појас во пределот на струкот внесува суптилен сјај и убаво ја нагласува силуетата. Како цел живот да била фотомодел и манекен. Време е да ја поздравиме Атидже Шалал, хемиски техничар, има 72 години, сопруга, мајка на 3 ќерки и баба на 4 внучиња. Со рак се бори 25 години, практикува јога 15 години и секогаш е подготвена за патување и дружења. Не ја пропушта јога одморите со своите пријатели од пеперутки. Погледнете, носи една прекрасна шампањ нијанса, изработени од лесни прозерни материјали со суптилен сјај, преклопен асиметричен горен дел со фино драпирана
благородна линија која што ја нагласува незината силуета, а струкот, како што гледате, од десната страна е дискретно истакнат со еден мал декоративен детал и една убава лелеава наметка која што паѓа по рамото, која што дава една убава драматичност и свеченост. Ова е една убава достојна елеганција. Атиđe шала. Време е да ја поздравиме Славица Аврамовска, вработена во ЈЗУ стоматолошки клинички центар Свети Пантелеймон како забен техничар со специјалност протетика и 40 годишно работно искуство. Сопруга, мајка на 2 ќерки и баба на 3 прекрасни внуци. 3 години онколошка пациента оперирана од канцер на дојка, денес чекори по патот на животот храбро, со насмевка и со желба за дружење. Носи елегантен, долг фустан со длабоко темна сина нијанса, која што зрачи една софистицирана гламурозност. Создава впечатлив светлив акцент, кој што го нагласуваат линијата на телото, а погледнете оваа лесна лелеава тканина, паѓа меко по силуетата, додека дискретниот шлиц создава женственост и елегантно движење. Славица Аврамовска. Прекрасна вечерва на модната писта. Ја поздравуваме за некоја секунда Ангелка Дончевски, која што има 45 години. По професија адвокат, сопруга, посветена мајка на Григори Петар. Ако се тука, нека се јава. Љубител на спортот, природата, искрени дружења со пријателите, добра музика, мали радости во секојдневието, веќе една година храбро чекори по патот на онколошките пациенти, претворајќи ја својата борба во приказна за истрајност, надеж и љубов кон животот. Ангелка носи раскошен, долг црн фустан, со еден префинет корсет, повелете на пистата, кој што совршено и прилега и обликува фигурата, особено деколтето со дискретна сензуалност, фино драпирање во предел на струкот, впечаток на издолжена, хармонична силуета, додека долниот дел паѓа меко и грацизно на подот. Фустанот зрачи со една безвремена линија, како што впрочем изгледа и самата Ангелка вечерова. Блескавата Ангелка. Димитра Мими Стојанова има 47 години, по професија архитектонски техничар, сопруга и мајка на Илија Искра, пред 4,5 години успешно помина низ тежок онколошки пат и голема операција која што ја донесе нов почеток на животот. Инаку, таа вели преживувањето е втора шанса и доказ дека животот по канцерот може да се живее храбро, достоинствено и со уште повеќе љубов. Димитра носи романтичен долг фустан со длабока виолетова нијанса кој што зрачи со женственост, елегантна драматика, горниот дел уметнички обликуван со структуриран корсет што ја нагласува фигурата. Погледнете како убаво движење со еден софистициран гламур. Александра, 47 години, онколошки пациент, од 2018 година. Александра, како низ филмска лента, поминува низ годините и вели сите кои што моментот ќе пречекаат диагнозата, нека се распочат, а потоа храбро низ патеката на животот, бидејќи ќе победат. Погледнете колку зрачи оваа вечер. Носи ефектен долг фустан со длабока црвена нијанса, изработни со паетки. Паетки се светките кои што создаваат моќен гламурозен сјај, прецизност, евеа таа женственост, евеа таа убавина која што ја носи, затворен израз, елегантна рамнотежа и софистицираност, мазно до подот, оставајќи впечаток на и во духот на Олимписките игли, ниту еден медал не е вреден како медалот што тие го носат оваа вечер. Сашка Трајковска има 52 години, жена која што верува во животот, дури и кога тој поставува тешки предизвици. Искуство што ја направило да биде посилна, посвесна и подлабоко поврзана со се што значи љубов, здравје и човечка поддршка.
горда мајка на прекрасен син, кој што неудамна ја запросил својата долгогодишна партнерка. Секогаш го сака и верува во животот, во женската сила и солидарноста. Носи впечатлив, свечен фустан со богата росова нијанса, изработен од раскошен слоевит тул, што создава драматичен, романтичен изглед, нагласен струк со обликувана силуета с долништа кој што паѓа волуминозно и лесни декоративни набори кои што му даваат движење со луксузен карактер. Ова е нашата прекрасна пурпурна Сашка Трајковска. На сцената ќе поздравиме Жанет Маркушова, која што со незината тивка, добрина и природа чекорени животот, оставајќи топлина каде и да помине. Жена со огромно срце и секогаш прво мисли на другите и по својата лична борба докажала дека израснала уште посилна. Ќе ја видиме на сцената со една прекрасна длабока, убава варијанта, виолетова нијанса, фино набран материјал што создава мек лелеав пат, горниот дел со преклопен V израз, нагласен струк, силуетата на суптилен женствен начин. Долги прозирни ракави кои што даваат романтична леснотија и софистицирана елеганција. Пустано зрачи со мирна, благородна убавина. Жанет специјално само за ова модна ревија допатува кај нас во Македонија да ги поздрави своите соборки и целата публика. Заминува утре, но рече за вас сум секогаш подготвена и верувам дека во март ќе дојде повторно да не поседи. Тереза Балаловска, соборка на жени со дијагнози со рак на дојка, по професија медицинско лице, забен техничар, вработена во ЈЗ стоматолошки клиники, сопруга на Ана и Никола. Во живе вториот па и третиот живот исполнето со многу желби кои што ги остварува секојдневно, верува во љубовта во животот и во луѓето. Погледнете, Тереза носи елегантен долг фустан со нежна сребрена сива нијанса, богато украсен со вини везови, светкави апликации кои создаваат луксузен, свечен изглед. Горниот дел е со транспарентна основа и ракави на тул, нежно декорирани монистра што даваат префинета текстура, елеганција, фустан што ја следи силуетата. И завршните детали на ракавот од пердови даваат една доза на гламур и уникатност. Предпоставувам дека сега ќе ги видиме и сите жени уште еднаш на нивното дефиле да продефилираат овде на сцената и да ги поздравиме со еден громогласен аплауз. Онака како што излегува на самиот почеток. Очекувам уште еднаш да ги поздравиме. А ова се нашите ученици од средното училиште Димитар Влахов. Тие ќе добијат ваучери, Ана и Милица сигурно дека ќе бидат вечерва тука на сцената да ги доделат ваучерите. Ова се вечерните креатори на шминката и на фризурата на нашите средно стручно училиште Димитар Влахов. Заслужуваат, се разбира. И нивните професорки Кека и Елизабета. Ви благодарам. Останете уште малку на сцената, ќе добиете ваучери. Верица е тука да ги подели ваучерите. Рековме дека е представник на единствениот застапник во Македонија која што има иновативна и регенеративна козметика. Верица, благодарам што сте денеска дел од оваа прекрасна вечер.
Ваучери ќе добијат и нашите манекенки вечерва. Благодарам уште еднаш. И сега, како што е ред и онај најгламурозен, да ги видиме уште еднаш нашите жени и манекенки на пистата, онака како што излегува по редослед, да ги поздравиме навистина со еден громогласен аплауз. Ова е момент кога фоторепортерите, кога колегите од медиумите ќе ги направат навистина своите најубави фотографии. Ми се чини дека ова е моментот кој што секој од нас треба да знае дека ова е ревија на животот, а ова се модели кои што се поскапоцени од секој трезор. Нека ни се здрави и живи да имаме вакви моменти за убави здравици. И токму затоа вечер во оваа сцена е преубава заради сите нив заедно. Halo Beauty исто така да ги поздравиме оваа вечер. И представникот кој што е SQT, ваучерите ќе ги добијат исто така и нашите вечерашни манекенки. Додека е украсат нашата сцена, јас ќе ја поканам на сцената да ни се придружи директорката на модната куќа Елена Лука, која што создаде ни сите овие години вистински бренд. И како што кажав за Милица, морам да кажам дека Елена Пандева ја запознав многу години порано, кога беше дел од една голема манифестација. Успешни жени менаџерки, под своето срце го носеше Лука и токму затоа е брендот Елена Лука. Тогаш рековме дека е млада жена со голема визија и навистина излезе тоа дека е така, нејзината визија и сон се направи една вистинска реалност. Елена Пандева, модна куќа Елена Лука. Значи да. Благодарам. Добро вечер на сите. Почитувани представници на амбасади, тоа е сопругите на амбасадорите, почитувани доктори, прекрасни пријатели, ви има од секаде, најубави луѓе пријатели, ви благодарам многу што бевте овде вечерва на оваа прекрасна вечер. Морам да кажам една уникатна модна ревија, ќе се согласите, многу емоции. Би сакала да се заблагодарам на Жанет, екс амбасадорката на амбасадата на Словачка, моја одлична пријателка, која што заврши со својот мандат прошлата година, меѓутоа оваа година веќе новата амбасадорка е овде и нашата чест е огромна што сте тука, што ја поддржувате оваа иницијатива да работиме и понатаму. Меѓутоа Жанет специјално дојде од Словачка, направи повторно една огромна иницијатива, затоа што ова е втора година како ја правиме оваа модна ревија. Морам да кажам, со моделки кои што се нови овој пат, дополнети со нови преубави жени. Жанет излегува втор пат на сцена, меѓутоа многу е битна нејзината иницијатива и го мотивираше Сдруженијето Хема Онко за да изработиме оваа ревија, онаква како што ја гледате вечерва. Жанет, благодарност од моје лично име и мојот тим и од сите жени кои што во тебе видоа една огромна мотивација за борба и убавина на сето ова што го работиме. Од друга страна, ова што го видов денеска вечерва на сцена, сега за квалитетот на креациите вие ќе зборувате. Најрелевантна информација колку ви се допадна сето ова што го видовте, меѓутоа јас знам дека видов освен огромна естетика, една голема духовност, сила, храброст. Моделките носеа достоинствено модели. Ова е многу повеќе од Елена Лука, затоа што овие жени дадоа карактер на нашиот моден бренд. И јас сум воодушевена. И денеска вечерва да се запрашаме кој
најдобро го знае значењето на животот, гарантирам дека ова се овие жени. Затоа што го знаат, ја знаат вредноста на живењето. И таа убавина се гледа и тоа сознание преку нив. А од друга страна пак гледам вака од аспект на писта како се движат и размислувам дека Бог колку е милостив и секогаш праќа ангели на земјата, доктори кои што се тука меѓу нас и кои што многу помагаат да се изоди оваа премреже и со медицина и со духовност. Аплауз за докторите! Ја не е сите. Од друга страна, знам дека многу помага молитвата на едни преобави монахињи кои што се тука денес со нас и дека силата Божја е секогаш тука. Ви благодарам многу што дојдовте и што ја поддржувате оваа иницијатива и помагате на овие преубави жени, затоа што на земјата како долината на плачот, нели најголеми били искушенијата и маките, ама за духовно да растеме. Ви благодарам многу на сите и само лично да се обратам на нашиот најголем Бог, иако неговата волја најмногу ја почитувам во животот и се трудам да бидам во послушање. Меѓутоа го замолувам, ако може, во иднина да немаме вакви модни ревии. Туку да не учи на милост, на љубов, на сплотеност и сите заедно злото да го надминуваме најбрзо што може и секогаш да го уништуваме. Ве сакам сите, ви благодарам за оваа прекрасна вечер. Благодарам. Многу емоции, многу емоции. Да, благодарам. Еве со овие ружи малку да дадам барем почит и љубов за убавите жени од модниот бренд и од мојот тим. Додека трае моментот, секоја од нашите преубави дами вечерва добиваат по една роза. Ќе замолам представникот на Аура Македонија да ни се придружи на сцената, бидејќи и тие имаат пригодни подароци. А воедно и Хало Македонија ќе додадат пригодни ваучери. Аура Македонија, хало. Бјути? Или за нас ова големо цвеќе, бе? Ели, благодарам секојаш и ти што си со нас. Благодарам за Благодарам, нас. голема благодарност да те пуштам и така и секојаш да работи. Хала ти многу. Хала ти Да, многу. ти помогнете. Да. Океј, фала, добро, добро. Тоа е. Што одиме понатаму, може да се сликате ако сакате и тоа е. Малку мешаница на сцената, ама тоа е убаво, бидејќи подароците се овде на сцената раздадени. Ги молам и сите представници, нека останат на сцената, бидејќи заслужуваат сите да добијат уште еден громогласен аплауз. Ова се луѓето кои што оваа вечер ја направија да биде посебна. Ова се луѓето кои што имаа навистина една голема верба дека вечерва ќе направиме уште една приказна и уште една убава порака одовде дека здравието е многу важно. И како што кажа Елена, кога и умот е бистар, а здравото тело во себе има здравје, тогаш е најубаво. Ви благодарам уште еднаш за
гостувањето, за тоа што бевте присутни, што бевте дел од оваа прекрасна атмосфера. Се надевам дека ќе имаме многу убави шанси да бидеме повторно заедно за некои здравици и да наздравиме за животот. Браво!